почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност. Ова е закон кој што не е донесен во согласно со опозицијата, воопшто не е разговарано со нас и не е согласно препораките на Прибе, не е согласно препораките на ОПСИ, не е согласно препораките на ДИКАВ. Односно, не е во духот на градење на заеднички пристап кон создавање на кредибилни институции од доменот на безбедност. Наместо тоа што 7 години го слушаме од министерот за внатрешни работи Спасовски, дека 7 години, точно така, убаво ме слушнавте, дека ќе ја департизирал институцијата, дека ќе ги подобрил условите за живот и работа, дека ќе ги подобрил критериумите за прием и водење во служба, го добиваме токму спротивното. Со овие измени во Законот за внатрешни работи, во моменти на исклучителна геополитичка нестабилност и затегнатост, и во моменти кога нацијата треба да биде сплотена, а безбедносниот сектор треба да биде со зголемена будност и подготвеност, вие законски овозможувате, под 1, инсталирање на некомпетентни и нестручни клиентелисти, под 2, правите комплетна партизација на министерството, под 3, го кршите уставот и не ги почитувате меѓународните пријатели кои ни помагаат во реформата. Конкретно за измените кои ги предлагате, а се повикувате на препораките од Греко, што не се точни. Предлагате измени со кои ќе може да унапредувате полициски службеници до 3 работни места одеднаш. За да напредувате во кариера, а посебно во една хиерархиска средина како што е Министерството за внатрешни работи, потребни се одредени квалификации, односно стручност и компетенции. Тие се добиваат преку процес на обука, курсирање, но и најважно, со искуство, односно со минат труд. Како сега вие ќе си назначувате лица кои овие процеси ги немаат поминато. Го зборував тоа и на комисијата, ќе го спомнам и денеска, нека слушне целата македонска јавност. Почетник, кој што вчера е примен, може да биде унапреден 3 места и може да му стане шеф на тој што до вчера му бил шеф, односно предпоставен. Тоа не е развој во кариерата. Тоа е прескокнување на скалилата во службата и тоа вие, господин министер, многу добро го разбирате, бидејќи сте поранешно воено лице. И многу добро знаете што значи скокање на скалилата во кариерата. Ова се прави само со дискреционото право на министерот. Дискреционите права, нели тежнеевме да ги укинеме затоа што тие се извор на корупција или заборавивме на тие работи. За да биде појасно какво институционално самоволие сакате да легализирате, ќе дадам еден пример. Ќе направам една паралела со војската. Тука е заменикот министер, тука и генералот го гледам. За жал не го гледам министерот за внатрешни работи поранешен кој што бил и поранешното воено лице председателот на собрание. Не се тука да ги појасниме овие работи, односно да се подсетиме. Дали може подпоручник кој што излегол од воена академија со високо образование, на кого што му се доверени 30 луѓе да ги води, одеднаш да биде унапреден во чин подполковник или мајор и да му се дадат 600 луѓе да ги води. Тоа вие моментално го правите со еден подпис на министерот. Тие години на искуство, тие години на унапредување канатаму, вкупно се околу 12 до 15 години, ги скокате, односно ги бришете. Или еве еден друг пример, за да разбере целата македонска јавност. Тоа е како студент на медицина, последна година, да го унапредите и да го направите субспецијалист за абдомен. Па еве да ве прашам вас, почитувани колеги од владеачкото мнозинство, дали вие ќе се доверите на еден таков студент во 4-та, односно 5-та година на медицина, не дај Боже да изврши операција. Верувам дека не. И моето прашање е следно: зошто подржувате вакви експерименти во безбедност? Дали ви е јасно дека исто како во медицината и во безбедноста не сме да има никакви импровизации? Сите знаеме што овде се случува. Тоа исто се случува како и со Академијата за суди и обвинители. Односно се обидувате да инсталирате професионално неискусни, но послушни кадри, кои утре ќе ви бидат заштитник во истрагите, односно да ги обструираат истрагите кои што ќе следат понатаму. Ваква измена воопшто не е во склад со препораките на Греко и го прави нефункционален системот на кариера на вработените во внатрешно. Односно, за секое работно место според класификацијата е потребно различно работно искуство на одредена позиција, што за вас во овој момент е неважно. И со ова измена правите институционален хаос, ја поларизирате состојбата и ги нарушувате меѓучовечките односи помеѓу вработените во Министерството за внатрешни работи. Најдете ми една држава од Европската Унија каде што ова се прави, што ова вие денеска го правите тука со овој закон. Никој не ви дал право да го разградувате системот во кој своји средства не само што вложиле граѓаните на Македонија, туку вложиле и нашите пријатели од Европската Унија, од ОПСЕ. Свесни ли се што правите на институцијата што ви ја даде Заев, а кој што ние тука ви изгласавме заедно во собранието? Односно не ви изгласавме,
владачкото мнозинство. Државата ни се наоѓа во една исклучително тешка ситуација и нема да не разминат ниту геополитичките тензии во светот. Овде не станува збор за унапредување на безбедносниот сектор и на Министерството за внатрешни работи, туку за негово разградување и деградација. Со член 18 предлагате измена на членот 168 од постоечкиот закон, а согласно ова измена работник во МВР не смее да биде член на политичка партија. Демек се залагате за департизација на институциите. Овде се важни три работи. Прво, тоа е шминка за јавност. Второ, кога ова владеачко мнозинство планира да почне со почитување на уставот и на законите. И трето, ова се измени кои што се носат заради партиска чистка во Министерството за внатрешни работи. За сега знаеме дека целиот кабинет на министерот за внатрешни работи, целиот кабинет на министер за внатрешни работи, на државниот секретар, на директорот на Бирото за јавна безбедност, се сите членови на политички партии. Што направивте вие, господине заменик министер и министерот за внатрешни работи, за тоа да го спречите? 7 години министерот Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи. 7 години од 2015 година. Ништо, само декларации работи, залагања, сликања кога ќе ви дојдат во посета странските представници. Ќе ве потсетам на уставот членот 20, кој што кажува: на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштитата на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Ќе ве потсетам и на Законот за политички партии, членот 5 вика: се забрана секаква дискриминација врз основа на членување или нечленување во политичка партија. Многу погрешно ја разбирате деполитизацијата, односно вие ја разбирате, туку така ви одговара. Никој не е против департизација и деполитизација. Тој што на своето работно место ќе се води од партиски побуди, а не од начелата на законитост, правичност и професионална етика, тој треба да биде санкциониран и тоа треба да биде максимално санкциониран. Но вие не можете да ги ограничите уставните права што се дадени со устав. Доколку сакате да ограничите права на некој, тие права треба да му бидат компензирани. И третата работа поврзана со деполитизацијата, односно партиската чистка, е прашањето кој е тој што ќе утврди нечие членство во политичка партија. Односно, која е таа дисциплинска комисија што ќе навлезе во уставот и во уставно загарантираните права. Во делот на водење на дисциплинските постапки како некое компромисно решение, понудивме амандман кој вие го одбивте, односно баравме таа дисциплинска комисија да биде составена од лица кои што ќе имаат минимум 10 години искуство. Намерата зошто е одбиен овој амандман е повеќе од јасна. Понатаму предлагате измени со кои се брише цел член од 146 од постоечкиот закон, а сето ова се однесува на додатокот за кариера. Со предложените измени овој додаток се укинува, што представува и укинување на стимулот за унапредување на кариерата кај вработените. Предложив со амандман покачување платите кој беше одбиен и да се оди од 20 на 30%, односно од 30 на 40% согласно сегашниот закон. Во овие услови и состојби во кои ја донесовте државата, дополнително создавате и незадоволна полиција. Следно, во член 64, со воведување на тест за интегритет, кој што вака како што е замислен да се реализира, ќе биде под директна контрола на министерот Оливер Спасовски. Дополнително се стимулира партизација и расчистување со неподобните кадри за власта. Со воведувањето на тест за интегритет сте предвидели резултатот од извршеното тестирање да ви биде основа за предистражна постапка, господине заменик министер. Значи, примена на мерки против сопствените вработени. А ценејќи го досегашното вработење на Спасовски и на МВР, однапред можеме да заклучиме кои ќе бидат тие вработени. Затоа, доколку сакаме да воведеме ваков механизам, односно тест за интегритет со која се согласува, треба да се формира автономна, независна од министерот комисија или тело, кој ќе биде изгласено во парламентот и во согласност со сите политички партии. Пред сам крај, а во насока на партизацијата на Министерството за внатрешни, министерот предлага и намалување на приправничкиот стаж, што значи изгрижување на ново примените кадри по кратка постапка и повторно на сметка на нивниот развој, односно на развојот на и градењето на институцијата со која раководи. И наместо да имаме една модерна европска институција во која ќе владеат правила и прописи, ние имаме реализација на партиската желба на министерот и на неговите советници и началници. И да завршам, ефектот од владењето, или да речам дивењето и самоволието на Оливер Спасовски во Министерството за внатрешни е видлив и истото го чувствуваат вработените, а за жал институциите и граѓаните. Со овие измени што си ги предлага Спасовски, само сака да го озакони своето досегашно незаконско работење и создава законски услови да продолжи со партиските чистки. Значи истото ќе продолжи, но овој пат ќе биде озаконето. Се ова што досега го кажав, надополнето со криминализираноста на врвот на Министерството за внатрешни, но и на дел од пониските структури, влијае на рейтингот на полицијата затоа што таа нема никаков авторитет.
и таа продолжува да го губи тој авторитет што досега го има. И последно, преседаните со носењето на законите што сега ги правите, временски ја враќаат Македонија назад и затоа немојте да се чудите зошто датумот повторно стана волја, односно насок. Доколку бев јасен, барам подршка за недонесување на овој закон од генералот Илија Николовски, од поранешниот мајор Талат Джафери, од поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Ви благодарам.